Почитувани, ви посакувам Божиот благослов да остане во вас и во вашите домови. Денес во Битола е пријатно и убаво време, облачно, но сепак пријатно. Мојата тема за денес гласи пораката на Светото писмо Библијата. Библијата, почитувани, ја открива вистината за Бог. Сите тврдења во Библијата се вистински и точни. Како прво и основно, Библијата, самата книга, тврди дека е Божи збор, од Бог вдахновен збор. Бог разговара на надприроден начин со човештвото, со секој човек, кога ја чита Библијата. Например, само во Стариот Завет, кој има 39 книги, над 3000 пати е употребена фразата «Вака рече Господ» или «Бог рече». Библијата е единствена света книга во која Бог се откри себе си како вистинит Бог. Не постојат други писмени извори со божествена вистина освен во Библијата. Во суштина не постојат други свети така наречени книги, ниту една, освен Библијата. Сите други така наречени свети списи или книги се само човечка творба и немаат Божи авторитет. Како второ, Библијата, Светото писмо, дава одговор на најбитните, најсуштествените прашања во нашиот живот. Ни сите векови во историјата, луѓето од секојаш се свртувале кон Библијата за основните прашања на животот. Од каде сме? Зошто постоиме? Што ќе се случи со нас кога ќе умреме? Овие прашања всушност се запишани во Библијата, таму ќе ги најдеме. Самата Библија објаснува дека Бог како личност го создал овој свет совршен во секој поглед. Меѓутоа, во него влезе гревот и го расипа тој Божи совршен план. Но таа го открива и Божиот план за спасение, така што не го остави човекот да се валка во гревот и да остане како таков вечно, туку му даде и излез. Тие се најдлабоките прашања што му се важни за секој човек на човештвото. Како трето, Библијата, Светото писмо, ја открива Божјата природа, Божјиот атрибут, каков е. Библијата го открива карактерот на Бог. Ако сакате да знаете во каков Бог веруваме, треба да ја прелистате Библијата. Поинаку нема да знаете ништо за неја. Бог е создател на целата вселена, на човештвото и на сиот животински и растителен свет. Библијата открива дека Бог е љубов, кој го засака овој свет, кој те сака тебе лично. Бог е праведен Бог, Бог е свет, сегде присутен, вечен, се знаечки, се мудар, најмудар и така натаму. Библијата, почитувани, ни покажува како да стигнеме до Бог, како да го запознаеме, како да имаме средба со Него. Постои само еден начин да стигнеме до Бог. А кој е тој начин? Исус убаво рече: Јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа при татко ми, освен преку мене. Ова е запишено во Евангелието според Јован, 14 глава, 6 стих. Пораката на Библијата е јасна. Постои само еден Бог, Бог кој постои и кој сака да воспоставиме контакт со Него. Тоа може да се случи само преку Исус Христос. Тој е патот, вистината и животот. Не постојат повеќе патишта до Бог. Тој што ќе го признае Исус, дека е од Бог испратен, Божи син, Месија, го има и таткото. И само преку Исус се доаѓа при Бог. Потоа, што е многу важно, Библијата ја открива и крајната дестинација на сите оние што не веруваат во Бог. Тие што го отфрлаат Исус Христос и пораката на самото писмо, ќе отидат во најнепосакуваното место, а тоа е наречено пеколот или огненото езеро. Тоа не е некоја црковна измислица,
за заплашување заради авторитет и власт над луѓето, туку едно реално место на вистинско мачење без Бог. Апостол Павле вели: сите оние што не веруваат во пламенен оган, да им даде одмазда на оние кои не го познаваат Бог и кои не му се послушни на самото Евангелие на Господ Исус Христос. Тој вели понатаму: тие ќе бидат казнети со вечна пропаст, далеко од лицето на Господ и од славата на неговата сила. Тоа го запишал во второто писмо до Солуњаните, 1 глава. Потоа Павле во истото послание до Филипјаните, 2 глава, вели дека секое колено и секој јазик ќе се поклони пред Исус за слава на Бог Таткото. Со еден збор, Библијата го открива дека по смртта постои суд за оние што ја отфрлаат незината порака. Темата за пеколот не е добра, сигурно не е популарна и не би требало да биде, зашто никој не сака да има такво место на измачување, со исклучок на некои поединци кои имаат садистичко во себе. Со некои со кои сум разговарал, дури сметаат дека тоа не треба ни да се спомнува, всушност како да му наредуваат на Господ дека не треба да постои такво место или да се разговара за вакви теми, бидејќи влева страв кај луѓето. Тие мислат дека е доволно да се каже дека Бог е љубов, Бог те сака и така натаму. Пеколот е тема како и секоја друга тема. Во време кога се сее страв од сите страни, кога на луѓето им велат ќе нема греење, ќе биде ладна зима, ќе има војна, ќе има ова, она, плюс да се зборува за пекол, испаѓа дека тоа ја надминува секоја граница. Но сметам дека темата за пеколот што ја открива Библијата треба да биде на прво место и да се зборува дека секој ден, дека Бог сите оние што нема да поверуваат во Него, ќе ги казни. Тоа е вистинско место за кое зборуваше Исус и се уште не учи со истата тема. Можам да речем дека ова е сериозно прашање кое бара и сериозен пристап и добар одговор, бидејќи се однесува за вечно измачување без можност за помилување. Некои се убедени дека ако ги држат 10 заповеди до крајот на животот, сигурно нема да отидат во тоа место. Некои други се убедени дека обредите што ги прават во нивните цркви се гаранција дека ќе го избегнат пеколот, а пак некоја трета категорија од луѓе имаат мислење дека пеколот не е реално место на измачување, тоа е само заплашување и дека всушност такво место не постои. Какви да се мислењата, почитувани, пеколот постои. Еден ден сите оние што нема да поверуваат ќе се најдат токму таму. Понатаму, Библијата има цел и историја. Што значи пак тоа? Библијата не е серија со неповрзани настани. Таа ги покажува сите настани кои имаат една цел. Во самата Библија има почеток со ветување и крај со исполнување. Го опишува развојот на цивилизациите, го опишува светот и неговото совршенство и завршува со нов свет, небесен, каде што ќе нема грев. Го опишува создавањето на светот и неговиот крај. Се тоа може да се најде во Библијата. На самиот почеток на Светото писмо од Стариот Завет се вели: во почетокот Господ Бог или Бог ги создаде небото и земјата. Тука се опишува создавањето на светот. Потоа се опишува создавањето на човекот. Бог ги создаде Адам и Ева. И така натаму. Потоа развојот на сите цивилизации и на крајот и завршетокот на овој свет. Библијата е една прекрасна книга која ни открива нашиот почеток и нашиот завршеток. Библијата е основа за науката. Некои можеби тоа нема да го земат предвид, сметајќи дека Библијата не е научна книга, но треба да се знае дека Библијата непогрешливо зборува за темелите на самата наука.
Многу нешта однапред се кажени во неа, иеко науката не била се уште развиена. Например, Библијата многу одамна во книгата на Јов и во книгата на пророкот Исаија пишува дека земјата е кружна. Библијата зборува дека земјата е обвиткана со атмосфера. Зборува за многу здравствени придобивки, доколку ја слушаме и се покоруваме. Библијата зборува и за совршенството на телото, за кој научниците до денешен ден се чудат како функционира нашето тело и дека е се уште неиспитано. И многу други нешта кои се запишани во Библијата се поклопуваат едно со друго со самата наука. Библијата има стандард на правилно и на погрешно. Многу нешта од нашите современи концепти на законот се базираат врз Библијата. Таа ги има поставено сите стандарди на добро и на лошо. Многу сегашни закони во различни земји низ светот се врз основа на библискиот морал. Некои мнозина рекле дека Библијата, кога би ја практикувале, или проповедта на гората, само 3 глави, општествата би цветале, светот би бил поинаков. Да, Библијата ни кажува како да живееме успешно додека сме на оваа земја. Таа ги опфаќа сите области на човековото однесување. Ова ги вклучува односите помеѓу мажите и жените во бракот, родителите и децата, работодавците и вработените, пријателите и непријателите. Етиката и моралот се секојаш поврзани со верувањето во постоењето на Бог. И како резултат на таквата вера се создава силен мотив на послушност и одржување на се што е добро, доблесно и честно. Библијата дава одговор и на потребите на човекот. Христијаните се зависни од ветувањата на Библијата, дека Бог сепак ќе ги задоволи нивните секојдневни потреби. Апостол Павле запишал вака: а мојот Бог ќе ја исполни славно секоја ваша потреба, според своето богатство во Исус Христос нашиот Господ. Тоа е запишено во Филипјаните 4 глава, 9 стих. Во книгата на Евреите се зборува за Божјата грижа во секој период од нашиот живот. Во Евреите 13 глава 5 стих вели: јас никогаш нема да те напуштам, ниту ќе те оставам. Да, и во псалмите и на други места Бог ветува дека со верникот или ќе му помага на верникот до крајот на животот. И самиот Господ Исус рече: јас ќе бидам со вас до свршетокот на светот. А во псалмот вели: млад бев и остарев и не видов праведник да проси за леп, ниту неговите деца. Библијата не зборува само за некои општи работи, туку дава и практична помош на поединецот и на секој што бара помош од Бог. И Библијата ветува дека ќе им даде благослов на сите што ја почитуваат и што и се покоруваат. Бог на сите генерации ги учи да ја земат и да ја читаат. Во книгата на Исус Навин е запишено вака: книжниот свиток, се мисли на Библијата, книжниот свиток на законот, нека биде на твојата уста. Размислувај за него ден и ноќе, за да пазиш или да чуваш верно се што е напишано во него. Зашто само тогаш ќе бидеш среќен и ќе успееш во сите твои потвати. Тоа е запишено во книгата на Исус Навин, 1 глава, 8 стих. Тие што размислуваат на Божјиот збор и што имаат стравопочит од напишаното, Бог ќе им даде благослов. Потоа вели: па мојата рака го направи се тоа. И така се тоа и настана, зборува Господ. Но кон овој јас ќе погледнам, кон бедниот и кон човек со поразен дух, кој трепери пред мојот збор. Ова го вели пророкот Исаија во 66 глава 2 стих. А во првиот познат псалм, првиот стих ја истакнува важноста од читањето. Вели: блажен е човекот кој не оди по советот на нечесните и не стои на патот на грешните и не седи во седиштето на подсмевачите,
туку волјата му е во Господовиот закон и за неговиот закон размислува дење и ноќе. И потоа набројува, тоа е како дрво посадено покрај водни потоци, чии што лисја никош не венат. Се што прави, во се напредува. Библијата, почитувани, е напишана со цел да создаде вера во Бог, вера во Божиот Син Исус Христос и во тоа име секој да добие вечен живот, зашто нема друго име дадено под небото преку кое можеме да се спасиме, освен името Јахве, Исус Христос. А ова е запишано, вели апостол Јован, да верувате дека Исус е Божи помазаник, Божи Син, и верувајќи да имате вечен живот во Неговото име. Библијата е комуникација на човештвото со Бог, или на секој поединец со Бог. Бог најде за сходно да разговара со нас само на тој начин. Бог како создател на сите луѓе сака да воспостави врска со секоја личност, за да го спаси од гревот и од смртта. Зашто во иднина, после овој живот, по смртта, Бог ни гарантира вечен живот, Божјо царство, каде што ќе нема тага, каде што ќе нема смрт, каде што ќе нема болка, ништо од она што го има на овој свет. И на самиот крај, Библијата не е само книга, туку повеќе од книга, наречена книга на животот. Таа јасно тврди дека е Божи збор кој го менува човечкиот живот. Таа ги дава одговорите на сите основни прашања што му се потребни на човекот. Дали ти го пронајде Бог во Библијата? Бог нека те благослови. Амин.